Здраво, дечиња, како сте? Ајде сега сите со мене, учителка Ирина, удобно да се сместиме и да си седнеме и да си ги уклучиме ушињата да ни слушаат, очите да ни гледаат, а главчето да ни мисли, па заедно да слушнеме една приказна за цвеќето која вели вака. Си беше еднаш едно мало девојче. Тој имаше прекрасни сини очиња, но многу често знаеше да се лути и многу да плаче. Па како која солза ќе ѝ паднеше на земјата, тогаш ќе израснеше нежно, мало ситно цветче со боја на незините очи. Тоа се нарекуваше незаборавка. Така, деца, баба и раскажуваше на малата Мила. Но Мила, деца, не беше задоволна од оваа приказна, зашто се чинеше многу тажна. Па ја запраша баба си: "Кажи ми, бабичке, дали може и во мојата градина да порасне незаборавка, а и друго цвеќе?" "Се разбира, мило внуче, само мораш да го посееш семето на пролет", и одговори баба ѝ. Вредната Мила, деца, тоа едва го дочека. Па кога беше еднаш со мајка си на пазар, си купи од своите заштедени парички разни семиња и почна секој ден рано да станува и вредно го одгледуваше цвеќето во своите две леи пред куќата. Ги посеа сите семиња, ама долго не сакаше ништо да никне, зашто земјата се уште беше ладна. Дури кога сонцето посилно ги загреваше леите, па почна и цвеќето да никнува. И сами погодувате. Најпрво никнаа кокичињата. Тие ни го навестија доаѓањето на пролет. Па потоа и нарцисите, и зумбулите, и лалињата, и розите, и сите останати пролетни цвеќиња. А нашата Мила, деца, најмногу им се радуваше на зумбулите, па тие ширеа толку силен и пријатен мирис, што милина беше да седиш во незината градина. О, колку беше пресрекна нашата Мила! Нашата мала градинарка вес ден во своите леи работеше, деца, со греблото, со мотичето, а и со малиот копач. Градината ја вадеше со вода од големата зелена кофичка. Таа беше сета пресрекна и едва чекаше низ својата градина да ја прошета и незината баба. Таа ја зема под рака и почна да ја шета. "Бабо, бабо, види ги моите преубави шарени цвеќиња." Па почувствувај колку прекрасно мирисаат. Така заедно се радува баба и Мила и ужива во незината прекрасна цветна градина. Ајде, дечиња, ние сега да си повториме кои цвеќиња се никна во градината на Мила. Кое беше првото цветче што никна во градината на Мила? Погодивте, тоа беше кокичето. Па по кокичето никна и нарцисот, и лалето, па и прекрасните миризливи зумбули, па и црвената убава роза. Еве тука нашата другарка Мила. Таа ни дава прва задача да ги нацртаме цвеќињата од незината градина. Аха, и ни открива една мала тајна при тоа цртање. Вели вака Мила: "Немој да брзаш, туку работи полека. Добро размисли со која боја прво ќе боиш. И секој пат почни со најсветлата боја, а на крај стави ја најтемната." Колку убав совет ни даде за боење нашата Мила.
Потоа ни дава и друга задача, каде што можеме да сечеме, лепиме и да боиме. Можеме да си боиме боенка со цветови, а може и од ролниот тоалетна хартија да си направиме преубави цвеќиња на два различни начини, кои самите можете да ги одберете со помош на вашите родители. И третата, најлесна, ама и најважна задача за да се погрижите убаво за цвеќињата е редовно да ги поливате со вода со кофичка. И тука нашата Мила ни открива една тајна. Кога ќе го правите ова, кога ќе ги полевате вашите цвеќиња, да го направите тоа со многу љубов. Таа љубов ќе ја почувствуваат вашите цвеќиња и ќе пораснат во поголеми и многу поубави цветчиња. Уживајте во вашата цветна градина. До видување, до следно видување. Чао!